Тече скринингот на учениците во Североистокот. Екипи на Центарот за јавно здравје Куманово започнаа со тестирање на средношколците, а од наредните денови ќе ги посетуваат и основните училишта во Куманово и Липково. Учениците се бираат по случаен избор, пошто се бара согласност од родител. Со скринингот е предвидено да се опфатат 1000 ученици во овој регион, но засега согласност има за 730 ученици. Утринава е евидентиран и еден позитивен ученик во техничкото училиште. Сите резултати се негативни, освен еден резултат кој што добивме позитивен ученик во ова училиште. Ние ќе го повториме тестот, значи со ПСР во текот на овој ден. Меѓутоа сите протоколи за позитивен ученик кои се однесуваат така и ќе се почитуваат. После направена анкета ќе се прави изолација на најблиските контакти на ученикот. Скринингот во Куманово се спроведува во средното училиште Перо Наков, гимназијата Гоце Делчев и техничкото Наце Буѓони. Активностите за превентивни тестирања се со цел рано детектирање и превенција од ковид во училиштата. Скринингот се спроведува со брзи антигенски тестови. По одлука на Министерството за здравство, Куманово е меѓу градовите во кои ќе се тестираат најголем број ученици. Тестирањето трае помалку од 1 минута и е безболно и безбедно.